Така, во однос на сезонските грипови, меѓутоа и компликациите од коронавирусот, Министерството за здравство најави дуплирање на досегашните вакцини за сезонски грип. Кој е вашиот став? Кој се треба да се вакцинира и дали имаме груба проценка кога тие би дошле во нашиот град и кога ќе може лицата, граѓаните на Велес да се вакцинираат? Секоја година треба отприлика овој месец, октомври, веќе да пристигнуваат вакцините во Центарот за јавно здравје. И сите оние кои што се хроничари, кои што имаат хронични заболувања, пожелно е да се вакцинираат и да си ја примат таа вакцина, но минатата година каснеа колку што се сеќавам тие вакцини и сметам дека оваа година матичните доктори не можеме да ја прифатиме таа обврска преку нас да одат закажувањата, заради тоа што верувајте ни, имаме голем број на пациенти кои што се ковид позитивни, ги анкетираме и за тоа треба време. Значи секојдневно дури по 2-3 пати се слушаме со нашите пациенти кои што се на домашно лекување, па и оние кои што се во болница, бидејќи се грижиме за нивната здравствена состојба, навреме да им се даде совет, ги слушаме каква е нивната состојба, дали имаат температури, какво е дишењето, значи каков е односот со самата болница и со вработените таму, дали им треба нешто тука да комуницираме со вработените, заради тоа што има и посебни протоколи заради оваа ситуација на корона, не е достапно да седи некој од фамилијата до нив, да се грижи за нив. Така да сметам дека центрите за јавно здравје тука треба да се обратите до таа институција, да си ја превземат таа обврска, а ние да се грижиме за нашите пациенти. Бидејќи имаме електронско здравство, порачките се огромни и верувајте ми, телефонските јавувања не запираат од 7 сабајле до вечер. Така да максимумот е даден од примарното здравство. Не дозволивме да имаме блокирани болници како во Италија, во Франција и во другите европски земји. И сето е тоа резултат на квалитетното примарно здравство кое што го пружаат матичните доктори во оваа земја.